И оваа година православниот црковен храм Свети Великомачени Ѓорги достојно ќе го одбележи празникот Водици со читање часови во црквата, света божествена литургија на празникот Водокрст и света литургија на самиот празник Богојавление 19 јануари. По литургијата со свечена литија од храмот ќе се оди до местото каде што ќе се потопува светиот крст на мостот кај градскиот парк. Дјакон Димитар Арсовски за подготовките и богослужбите истакна. Во храмот посветен на светиот Великомачени Ѓорги во Кочанике има редовни богослужби. Значи во четврток со почеток во 6 часот наутро ќе се отслужи утрено богослужение, продолжуваме со часови и со вечна и света Василиева литургија започнуваме порано поради должината на богослужбите. По завршувањето на богослужбата ќе се изврши чинот на големиот богојавленски водосвет. Утредната, во петок на самиот ден Богојавление, со почеток во 8 часот ќе се отслужи празнично утрено богослужение, по кое следува света божествена златоустова литургија. Како секоја година, така и оваа, значи, со света литија од дворот на храмот во Кочани, преку улицата Димитар Влахов, па се до мостот кај градскиот парк, каде што ќе биде извршен самиот чин на потопување на светиот крст, ќе има литија. Најавено е присуство на неговото високо преосвештенство митрополитот Брегалнички господин Иларион. И сега со точност не можеме поради должината на богослужението, причесниците и еден куп други фактори, не можеме точно да предвидиме во колку часот ќе биде потопувањето, но секако тоа ќе биде некаде во периодот од 11 часот до кај 11:45 минути, ајде да речеме 12 часот. Ги покануваме сите верници кои што сакат да го проследат овој чин, да дојдат на традиционално кај мостот во паркот. Инаку пребувањето за скокање по крстот во Кочанскиот храм е во тек, истакна дјакон Димитар Арсовски, кој рече дека важат истите правила како и од претходните години, и тоа оние што ќе се пријават треба да бидат полнолетни, да знаат да се крстат и да знаат на памет молитвата Оче наш. Така и сите оние кои што сакат да учествуваат, односно да земат учество на сите оние млади кои што сакат да земат учество на самиот чин на потопувањето, значи може да се пријават најкасно до четврток до 15 часот. Како секоја година, така и оваа правилата се исти, значи да бидат полнолетни, да бидат на место на живење од општина Кочани, да се крстени во православната вера и ги испрашуваме молитвата Оче наш, без која молитва без која не можеме да се наречеме навистина христијани. Значи да гледат до четврток до 3 часот да го завршат пријавувањето. Во православниот црковен храм Свети Великомачени Ѓорги апелираа до верниците кои сакаат да скокаат во водите на Кочанска река и да го фатат светиот крст, задолжително да присуствуваат на светата божествена литургија, затоа што пред се треба да се даде христијанска димензија и значење на празникот.